Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Се извинуваме за доцнењето. Сотир се успа, а јас се успав и еден камионџија ме зададе тука на улицата. Почетник прва тура му била уживот. Се плаше да не ги потфати колите паркирани во страна. Имаше така малку тензија, но се реши се, така што ви се извинуваме за доцнењето. Сепак можете да не слушате ово утро. Почнуваме заедно со Сотир Костов сме. Добро утро. Добро утро, Костов. Извинувањето и од мене. Денес имаме ексклузивна... Белки нема да сме заспани у таа емисија. Сотир како пророк ќе не каже кој ќе биде гувернер. После тоа ќе проанализираме за ова со Велика Британија, ќе ги анализираме и решенијата во Уставен суд, така што ќе бидеме добри ово утро и ексклузивни. Тумач интересни. На самиот почеток да ви прочитам едно соопштение на кое се приклучи Лидер МК. Највлијателните портали во земјата се повлекуваат од агрегаторите на вести, агрегаторите да ги почитуваат авторските права на интернет порталите. Преземањето на содржините како до сега е неприфатливо. Ќе го прочитам целото соопштение. Лидер.мк е еден од подписниците на истото. По добиените известувања и предлог договори од страна на агрегаторите на вести, како Time.mk, Grid, Вести и така натаму, за преземање содржини без надомест, во вторникот на 20 мај во организација на Сдруженијето онлайн медија МК, представници на поголема група македонски интернет портали одржаа состанок и расправаа за проблемот. На крајот од расправата, најголемиот дел од представниците на интернет порталите го усогласија следниот став. Според последните измени на Законот за авторски права и сродни права, Службен вестник тој и тој број, ве известуваме дека не ги прифаќаме вашите предлог договори испратени неодамна до нашите редакции за правото да ги преземате нашите информации, фотографии и видеа. Доколку тоа бесправно преземање продолжи, од наша страна ќе бидеме принудени да покренеме постапки за заштита на авторските права. Сите подписници бараат да бидат отстранети од понатомошното агрегирање на информациите, почнувајќи од 21 мај 2025 година, се до постигнување на евентуален договор. Како асоциација на портали, онлайн медија МК ви стои на располагање за разговор. Овој став го потпишуваат и споделуваат следните информативни портали по азбучен ред: А1, Вистина, Денар, Денешен, Експрес, Еспресо, 24 Инфо, Курир, Либертас, Лидер, Локално, МКД, ММС, Независен, Нетпрес, Нова Македонија, 4 Нјус, Плюс Инфо, Република, Рацин, Слободен печат, 360 степени, Телеграфи, Точка, Трн, Фактор, Фокус и Црно-бело. 28 избројав. Спортските портали по азбучен ред. Уште. Екипа, Гол, Дерби, Мак фудбал, 24 фудбал, Кош, 24 ракомет, Спорт 1, Спортем, Спортманија, Спорт, Спортски и Суперспорт. Со овој подпис со свој подпис го споделуваат и порталите на македонските телевизии по азбучен ред: Алфа, Алсатем, Канал 5, Сител и Телма. Покрај наведените 46 портали, Сдруженијето онлайн медија МК очекува кон ставот да се приклучат и други портали чии сопственици или представници од објективни причини не беа во можност да присуствуваат на состанокот одржан на 20 мај во просториите на ЗНМ. Што значи една мала законска промена и што значи борба за авторски права? Браво. Браво. Видовте дека овде сме обединети. Да. Имаме тука медиуми со најразлични во остварување на права. Политики, значи, авторски. Чи може да се спојат Курир, кој има десно уредувачка политика, што не е проблем, нели? И Слободен печат, кој има лево уредувачка политика, што не е проблем. Со нас кој имаме десно-центристичка, некоја знаеме и на лево да отидеме. Нели, ако возиш, нели одеш право, лево, десно. Ние вртиме кругови, не сме малце врти капа, но она што е важно, што од оние медиуми кои важат за професионални, условно кажано, во интернет просторот,
настрана овие партиски инструирани, платени и така натаму, единствено СДК, да речеме, не го потпиша договорот. Не знам зошто. Сакам да кажам ли нешто? Да. СДК, да. Не ми е јасно зошто, но тоа е, нели, нивна одлука. Другите генерално ова е медиумскиот свет во Македонија што ги прочитав. Затоа ја броев за спортските портали. Има тука две работи зошто го направивме ова. Ја ќе зборувам во име на медиумот кој го како сопственик, главен уредник и управител, односно директор. Ќе зборувам за лидер. Не може да прифатиме дека некој ќе има 400-500 евро обрт како агрегатор, има 2-3 вработени и се што прави, тие пари ги заработува баш од овие портали, од нас. Превзема. Од преземање да ги прави тие пари, додека ние функционираме на пазар, сега имаме услови за вработени, плаќаме придонеси, плаќаме даноци, некни платив данок за добивка за претходната година 290 и нешто илјади денари. 5000 еврики. Не може да прифатиме повеќе така да се функционира. На агрегаторите ќе им понудиме договор, дали ќе ни плаќаат за тоа што ни ги презимаат информациите, или пак можеби ќе станат акционерски друштва, каде што тој што ги основал ќе ги има, не знам, 15-20%. Управувачкиот пакет или па нема управувачки пакет, не ни мнозински, ќе има некој 20-25%, а останатите ќе биде на сите кои ќе бидат листирани таму и ние ќе си ставаме управен одбор, надзорен одбор, директор и така натаму. Па тогаш. Але не, во колачот нека ви дај поделба каква таква, но види сега, доколку оваа ситуација продолжи, њус агрегатите ќе пропаднат. Без овие портали, ова се реално најдобрите, најквалитетните портали во земјата, независно од која уредувачка политика доаѓаат. Може да дам констатација, заклучок дека ме радува што сте се обединиле ја велам во остварувањето на вашите права. Сакате собственички, сакате авторски, на крајот на кристата тоа е принципелно, претпоставувам произлезе од онаа промената на законот кога и порталите ги изедначија као медиуми, што е добро и ме радува, ама ја одма една аналогија ќе дадам позитивна. Еве пример давате позитивен во тешкото да се обединиме ние македонците дека можеме и сега само ќе прелетам Троа, ни се дава шанса конечно Македонија економски, социјално да се спаси, а светот секаде е узбуркан, има 3-4 светски воени жаришта, а ние никако да се договориме за некој кој ни дава, да речеме, знаење. Еве нека е заем на почетокот што велат, ни дава знаење, умење, експертиза, најдобра практика, техничка подршка, па и грантови слушам има, знаеш на што алудирам на овој договор за стратешко партнерство, а ние се караме, или поточно политичките субјекти меѓу себе се карат. Па еве пример, нека учат од вас медиумските работници. Мојот лаик за вас, Златев. Медиумските собственици. Па исто работници, собственици, автори, све. Немој да се навредуваш ако некој мене камо да ме нарекуваат работник, пошто работам, творам книги, продуцирам и ова и она, нема да се навредам ја од работник. Зошто? За сите ли ќе бидеме бюрократи и службеници? И сега што разбравме која тема права ја работиме денеска, Златев, вака со закъснение. Кој ќе биде гувернер? Непозната не равенка со 3 непознати. Бежовска, Славевски и пред да преминеме на тоа, имаме една ексклузивна вест. Леле. Утринава е забележано големо присуство на полицијата на изолиците на Скопје. Ова ми го јавуваат колегите од информативната редакција на Радио Лидер. Според нашите информации се вршат претреси во поголем број на објекти во кои живеат лица поврзани со тешки кривични дела, помеѓу кои и со убиството на Пластичарска улица, со кое во мај 2024 година беше убиен Амар Исени, а 2 лица беа тешко ранети, како и убиството на Орхан Байрами Оки, кој што беше убиен на 15 јули 2023 година
во луксузна вила во Ханиоти, Халкидитки, Грција. Според тогашните информации, двајцата маскирани напаѓачи влегле во апартманот каде што престојувал Байрами и отвориле оган, при што били испукани 19 куршуми. Байрами почина на лице место, додека неговиот пријател беше сериозно повреден, но истиот преживеа. Дали со последната акција се комплетира целиот мозаик од убиството на Орхан Байрами, но и убиството на Амар Исени, за кој веќе има и други лица кои се под истрага и во затвор. Со ова полицијата задава комплетен удар на целокупната криминално-бандитска мрежа, покажува храброст и решителност да расчисти со рецидиви на криминалите од времето на СДСМ и дуи вели изворот на Радио Лидер. На овој начин полицијата и обвинителството се обидуваат да се пресметаат со криминалните банди, очигледно дека овиот Грчец, од Беланоца и како се вика сите тие наркомафии во Скопје, Сабајлево не им е лесно. Па види, нема само Сабајлево, Златев, и ја имам некои информации, деновиве пред нас, неделиви месециве, многу работи ќе се заокружуваат, а на многу луѓе ќе им е тесно како во собствената криминална кожа, така и во обувките, од причина што полека во ќош ги притискаат сите криминогени структури што ја исцицуваа Македонија, а богами и ја кравареа со убиства. Треба да видиме, треба се да има епилог, треба да видиме резултати. Еве ги резултатите денеска ќе половат неколку. Апсолутно, сигурно не го прават се ова џабе. Сотир, да, поеле. Во моментов има четворица кандидати, тоа се за гувернер на Македонија, претседателката треба да одлучи кој ќе го предложи до собранието. Утринава се слушнав со неколку пратеници, се обложувавме и се смеевме кој ќе биде предложен. Тие велат кој да биде предложен, станува збор за четворица. Застановка и вториот експерти. Значи, Зоран Ставревски го не го кажува, Трајко Славевски и Бежовска. И Оди Војновска, Кадиевич Војновска. Сите четворица генерално важат за експерти, луѓе со огромни познавања. Бежовски имаше еден релативно добар мандат, затвори една банка која според неа не ги исполнувала стандардите, но и тоа се пропишани норми. Не, околу таа банка има многу нерачистени работи, ако мислиме на истата банка, ама се надевам не е тоа само мерило за нејзиното работење. Да, сега. Тука се, јас сметам, сега објективно ќе проанализирам, дека изворот се сведува на двајца. Од овие четворица се сведува на Трајко Славевски и Зоран Ставревски, и тука претседателката на вистина не може да спие најверојатно, затоа што станува збор за реално тежок избор. Ќе кажам зошто. И двајцата се огромни познавачи на економските прилики. Двајцата беа еден по друг министри за финанси. Во времето на Трајко Славевски објективно се случи на најголемиот раст. Тоа 2006-2008, но и Ставревски покажуваше огромни резултати како министер за финанси. Во исто време, очигледно е дека малку поразлично идеолошки постапуваат во делот Груевски, затоа што Трајко Славевски се скара со Груевски, не сакаше да му ги поминува многу од работите, па влета Зоран Ставревски. И тука доаѓаат политичките, сега треба политички да се цени. Ако цениме партиски, би требало да добие Трајко Славевски, затоа што човекот реално во изминатите 7 години беше опозиционер, во Совет на општината се расправаше со Даниела Арсовска, нузеше опозицијски анализи по медиумите, настапуваше јавно, беше член на извршниот комитет и се уште мислам дека е на ВМРО ДПМН. Човекот не се откажуваше, така? Да. Беше присутен. И ако треба од партиски аспект некому да се удоволи, тоа треба на професорот да му се удоволи, затоа што реално тој беше многу активен. Од друга страна, Зоран Ставревски го немаше нигде во изминатите 8 години. Нема ни едно медиумско појавување. Добро, имаше и проблеми здравствени. Океј. Значи, сега ние детектираме, што е како е. Во однос на двајцата. Двајцата се врвни познавачи. Кого би ќе одоволи Силјановска, дали ќе земе,
тотално неважно затоа што и со двајцата ќе видиме одлични резултати и одлично водење на институцијата. Багажот кој го има Ставревски има уште еден багаж, тоа е нели кумството со Никола Груевски, па тоа може да биде политички протолкувано вака или онака, но тоа не мора да значи ништо, нели. Во исто време, најверојатно опозицијата веднаш ќе реагира. Еве кумот на Груевски го ставува гувернер, Груевски се уште владее со Македонија и така натаму. Тоа е една негативност. Од друга страна, кај Трајко Славевски негативност или позитивност е тоа што е професор. Професорите знаат да бидат суетни и може да се случи тука одреден клеш по овој избор. Во секој и другиот тие што работат со него исто така сметаат дека обично кога сите паметни луѓе и двајцата имаат суета. Тоа е нормално, особено кога си обкружен со луѓе кои во Македонија. Многу тежок избор. Политички. Затоа и се мисли председателката. И затоа и се мисли председателката, затоа што е мене да ми речеш сега. Добро, малку и релативно касно го почнава процесот. Одбери од овие двајцава и јас нема да можам да спијам. И мислам дека председателката не може да спие. Веќе е пресечено, ја колку знам пресечено и денеска ќе се обелодени. Затоа ти завидувам вака социолошки, психолошки, политолошки, па и финансиски ни даде пресек анализа, очигледно повеќе ја владеш оваа област, ја да видам искрено, не ја владеа многу финансиите, фискалната област и така натаму, макроекономската стабилност, ама јас со 3 збора ќе кажам. Бежовска, иако многу малку ја познавам, солидна во извршувањето, имав некој на својата функција гувернер на Народна банка, имав некои приметби кога малку ги дига процентите на развој за време заев и тоа, ама сепак солидно извршувам. Сега јас имам и тука ќе завршам, бидејќи мојата експертиза во област не е некоја на високо ниво како твојата. Вака ја памтам. Тоа што како реформа за 2-3 години го направија како гилотина правна, законодавна, начело со Славевски, тој економски тим, Ставревски во најголема мера, во 3 пати подолг период го реализираше. Првиот успешен, вториот успешен. Јас тука би завршил, а ако гледаме перспективно, значи на младоста и на сепак докажана експертиза и четвртиот кандидат што се спомнуваше Војноска Кадиевич, сум имал прилика да гледам нейни интервјуа, да читам нейни интервјуа и настапи на телевизија, перспективно гледано мислам дека има добра финансиска, фискална и не знам каква даночна експертиза. Толку јас мислам моите познавања повеќе не ми дозволуваат. Знаеш што е главниот проблем и со Трајко Славевски и со Зоран Ставревски? Тука негде се, Трајко е малку постар, он е 1960 роден, а Ставревски е 64 роден. Што правам ја пред 60 што сме ние родени, бе? Вие сте Метузалеми. Метузалеми. Многу ти благодари. Но, за во ти вратам. Не, после за фракам за годините. Значи, што е клучната разлика? Односно, клучниот проблем во изборот кого од двајцата да избереш. Едниот е универзитетски професор, што бил и на политички функции. На постдокторски студии завршил на Харвард. Тоа е Трајко Славевски. Да. Значи има и апликативно искуство, има и нели научно искуство и во науката вреди нешто. Од другата страна, Зоран Ставревски работел во Светска банка, бил министер за финансии. Исто така, на двајцата природен кариерен слек име да станат гувернер на Народна банка. Знаеш, да, тоа е главниот проблем. Значи, и двајца шлагот, односно на тортата, она, јаготката на шлагот од торт, и на двајцата име да бидат гувернер на Народна банка. И ти имаш малкумина се такви во Македонија. Добро. Знаеш, во фотофиниш секој председателката. И сега тука имаш добро утро. Сериозен проблем. Затоа што природен крај на кариерите, мислам дека едниот е во пензија, од професорската позиција, од политичката не е, се уште председател на Совет на град Скопје. А Зоран Ставревски би требало
ако е 64-та, сега е 2025-та, за 3-4 години треба да отиде у пензија, така? И сега имаш проблем. Двајцата се на крајот од кариерата, условно кажано. Од работниот век до и природен крај на двајцата на нивната кариера е да бидат гувернер на Народна банка. И тука имаш сериозен проблем да одлучиш кој ќе биде и можда најпаметно е да одлучиш да бидат еден по друг. Знаеш, и затоа што ама па немаш мандат како председател двајца поред да ги одлучиш, иначе јас сметам дека независно кој ќе биде сега, другиот треба да биде у следниот мандат. Може и така. Може. Од прилика така. Види сега така, ако гледаме, ја па ќе ти изненадам. Било кој да го изберат за советник за таму најбитни се финансиите и макроекономската стабилност, стабилност на банкарски систем, ајде да не зборам свашта, за советник да го земат Хајредини. Најискусниот човек во таа област, па а кој веќе стварно не може да обавува таа функција, не ме сваќа погрешно, ама нека се го зема за советник за да не грешат. Да не грешат. Стар човек не може да се разбереш со него. Нема така, ќе го викнам у гости. Дај ми број, најде ми, би го викнал, интересен е. Мислам разговарате, имавте еднашка вие еден прекрасен дуел. И ова го кажав ја од стручен аспект. Ја после дуелот му викам, ја виш со тебе не доаѓам, зошто и што ми фали? Викам, стар човек не може да се разбере. Се смеевме тука. Не, ја го ценам него како експерт многу, да ти кажам, многу го ценам. А има и многу политички познавања. Ова го кажав најдобронамерно, затоа што секој извршител на врвна функција треба да има добар советник, само ради тоа го кажам. Бијана Ванковска ме прозвала. Што сега? Професор, вика, што ми требаше да го гледам оној од лидер и тоа наутро ми дојде да поврекем. Тоа што нашите настрадале малку од британците со напалм бомби, било затоа што биле на погрешната страна на историјата. Да, така кажав. Еве, драги мои, вакви ви продаваат злосторства против човештвото како грешка на жртвите. Ми се слоши, овие родена мајка ќе продадат за интерес. Професор, немам никаков интерес од цела оваа работа. Ако темата обработуваме, ќе се... Кога зборуваме за злосторства против човештвото, вие некако многу слабо ми ги кажувате злосторствата на против човештвото на цел еден режим што се нарекува комунизам. Како на луѓе им биле политички права, како биле извршени геноциди на цели етнички помали групи, како денес Кина, ако сакате. Еве, вие сегде зборите за човекови права, зборите за човековите права на муслиманите у Палестина, зборите за човековите права на кои се не зборите, ама никако да кажете нешто тоа дека Кина неколку етнички верски заедници во склоп на Кина ги репресира, им ги одзема целосно човековите права во изминатите од Мао Цетунг па навак. Цел еден регион е под репресија. И се вие најдовте мене да ми зборувате за човекови. Јас сум само објективен. Објективната реалност е дека македонците во граѓанската војна во Грција застана над страната на Даг, тоа е страната на Сталин, која ја изгуби војната. И децет. И сега факти се тоа. Значи, и ние сме, фактот покажува за тоа што денес Даг не владее со Грција. Фактички факт е дека ние сме на погрешната страна на историјата. Во однос на екзодусот на децата бегалци, сум истражувал книги, имам читано и така натаму. Тоа е еден од не сме на погрешната страна. Најужасните случаи во современата историја, но вие па исто така расистички постапувате. А тоа е, не кажувате дека во истиот таков екзодус доживеали етнички грци кои биле од комунистички семејства. Јас имам такви пријатели, професори, другари и така натаму, кои живеат по запад денес, на дел им е дозволено да се вратат, дел никогаш не се вратили, исто како нашите деца бегалци, и тоа, пропорцијата е огромна. Дури има двојно повеќе грци протерано од што има нели етнички македонци, односно славофони според Грција. Тоа е судбината на режимите, на хунтите, на војните да бидеме, хунти. И затоа велам, бидете искрени, немојте
да ја замајувате јавноста, дека некој таму нас етнички не требел. Тоа е политичка војна. Политичка е војната. Војната е идеолошка. Се бореа од една страна, како се вика, ДАК, од друга страна ЕЛАС, националистите. Тука ќе ти се спротиставам, а сега политичка е војната, што не ги признават имотите и ова. Не, да не си ја скренуваме емисијата, ќе кажам нешто што вообичаено не кажувам, кога се славеше 80 години на победа над фашизмот, единствено во музеј на град Скопје со изложба организирана од руската амбасада, се сретнав со почитуваната професорка, ја поканив на кафе и ме одби. Тука ќе застанам, јас сум познат джентлмен, ќе ја поканам уште еднаш, се надевам ќе ми прифати. Овие работи со нејзе ќе ги дискутирам и ќе видам зошто толку има негативна енергија кон лидер и тука не телевизори дадов. Ќе застанам и така натаму, а јас и понатаму продолжувам нејзе да ценам како професорка, ама во последно време гледаме на нефлексибилност и така. Ајде, нема да судам меѓу вас двајцата, инаку не сме били ние на погрешна страна на историјата, јас и ти тоа ќе го расчистиме во друга прилика. Во друга прилика ќе го расчистиме, златна емисија си почнавме и да продолжиме. Ние сме били на страната која изгуби. Ние сме победници во Втората светска војна и губитници во граѓанската војна во Грција. Евака, губитници сме од причина што не издаваат двојца големи светски лидери во позади завесата. Едниот е од истокот Сталин, другиот е од западот Черчил. Друг ден ќе ја расправаме таа работа, си закажавме прекрасни емисии овие теми денес. Како тоа нас не издаваат Черчил? Да, она што е договорено првично пост Јалта со Тито, до вис кога оди македонската делегација важи за етничко и географско обедување на територијата Македонија во државен ентитет, и тоа не се реализира. Има милиони документи за тоа. Него. Ајде убави темите денеска кажам, дај да ги реализираме нив, вака да не скокаме од едно на друго, ради тоа што некој те нападнал. Ја колку знам, па ти не си суетно момче. Не бе, па ти имаш грб, па ти трпеш, па ја да не кажам, па јас имам грб, ти што ме малтретираш тука. Почнав да пишем статии за научни часописи. Браво, напредуваш. Поврзана со ги компарирам економскиот развој и дигиталниот авторитаризам, ќе ме го објави еден врвен со импакт фактор. Браво. Најверојатно, сега ќе видиме, уште сме таму во процес на селекција. А може да ти дам еден совет? Суштината, чекај само што. Ајде. Јас, Билјана Ванковска, ја сметам за еден од најголемите експерти, како научник, како професори, како и да ја сметаш. Но тоа што карактерно сите се разликуваме. Во исто време ја сметам за многу лицемерен човек, затоа што од една страна вие постојано да гракате за правата на палестинците во Израел, во Газа, во Западен брег, кај сакате, а збор да не кажете за етничките групи кои ги ништи Кина внатре, тоа е навистина, а се представувате како угорузите. Да, убаво се зна, а се представувате како борец за човекови права, ама кинезите кои убиваат, тоа ви е во ред. Знаете? Тоа ли се обрке се надева на професорката, не мене? Да. Добро. Тогаш тоа говори за едно огромно лицемерие. Исто како што говори за едно огромно лицемерие, тоа да ме вадите од контекст, кој кажувам реалноста дека ние сме изгубили војната во Грција, сме били на погрешната страна на историјата. Тоа е да бидеш на погрешната страна на историјата. Да, се договоривме јас и ти. А те советувам, бидејќи ова го пишуваш, ти знаеш дека ја верувам во тебе, бил ли го тој странскиот импакт на објавување у релевантни, како се вели, списанија, ќе го земиш, мада вие не читате весници печатини, ама ќе го најдеш во дигитално издание Избор од последниот викенд на Нова Македонија и на задната страна ќе прочиташ дека 95% од сегашните членки на Европска Унија во Втора светска војна беа на страната на фашизмот. Ке се, знаеш шо, ке се патосира, Злате, кој ќе видиш кој сега ја спречува Македонија уште во 2008-та која созреа условите според Копенхашки критериуми да влезе во Европска Унија. Катастрофални се фактите и податоците,
чинам Политико го објави, ама не сум сигурен дали е од Политико. Продужи дале. Може би ќе да знаеме до крајот на емисијата кој ќе биде гувернер. Гувернер. Може би ќе ни трае премногу долго, па ќе слушаме некаков рекорд, затоа што има одредена можност законска тоа да се одложи за уште неколку дена. Не чини. Треба да се стварно се квалитетен избор, тежок избор. И што да правиш? Знаеш, онака ќе се мислиш, пошто и на било кој од нив двајца да не му угодиш, може да биде не, Златан, тука ќе ти исправам, може не го мислиш тоа, ама нема туку угодување. Тоа се експерти со докажани своји експертизи финансиски, фискални, банкарски и така натаму, тие каже кој што све работел, како работел, што постигнал, и тука е само чин на избор, ние не треба тоа трогателно да го сваќаме, знаеш. Едноставно, председателката треба еден да предложи за избор, собранието да избере еден, и молим лепо, сето тоа процедурата да биде запазена, а не како сега судиката после 2 години изборот во Уставен суд што и го поништуваат. Поништувањето е со право направено, ама после 2 години темпирано, коинциденција, не коинциденција, тоа нече. Така да, ја мислам дека било кој да биде од овие тројца избран, или ако е женското реизбран, нема да е грешка, со тоа што овој пат шанса давам на машката страна, се надевам од женските нема да видам нападнат, ама не знам зошто така мислам. Види, иако ги отпишавме Бежовска, затоа што веќе имаше еден мандат, а на толку добри економисти мора малци да се ротира, но не може да ги подцениме и Кадиевска и фала Богу, Војновик и неа. Но во секој случај, пак ќе кажам, затоа тој мандат е толку долг, 7 години. Мене, ја да сум председателката, ќе ги викнам, ја што би одбрал совет до председателката Гордана Силјановска Дашко. Ја ќе ги викнам, ќе му кажам на Трајко Славевски честито, ти си гувернер. Ќе викнам Зоран Ставровски, ќе му кажам честито, ти си гувернер. Вие седнете двајца, иако не сте во добри односи, договорете се кој ќе биде сега, кој ќе биде за 4 години. И генерално ја би го направил тоа. Не. Што? Обавени се разговори. Ако не се договорите, дозна, обавени се многу квалитетни разговори со сите кандидати, јас колку знам. И веројатно од прекрасните разговори председателката е во моментално двумење за кого да пресечи. А јас колку знам, многу квалитетни разговори се обавени со кандидатите. Ти имаш и фаворит? Мора да имаш? Немам, верувај ми. Ако одам како тебе социолошки и психолошки да анализирам, кога и јас вообичајно тоа го правам, нема да бидам доволно сватен и не сакам, бидејќи не е моја област, да е моја област, ќе се степам, ја нема ти дам толку микрофонот да го узурпираш. Ама јас однапред се оградив. Ова не е моја областна експертиза и ја ги оценувам кандидатите како и подобни од комунизмот, мој израз, и компетентни. Имат експертиза прекрасна, домашно призната и меѓународно призната. Одиме со една кратка пауза за реклами. Немој те молам. Значи, ја ќе звонам во кабинет на председателка, во собрание, кај кабинет на гад, сегде ќе звонам, ќе се обидам да пронајдам дали утрово стигнал предлогот и кој ќе биде. Ако успеам марно, ако успеам ексклузивно, ќе го откриеме во утринско еспресо на Радио Лидер. Ако не успеам, ја не можам да си дозволам такво нешто. Ама ти си млад, полетен и динамичен. Сега ќе звониме, ќе замараме. Направи го тоа. Ќе пустиме да видиме. Тебе ти личи на годините. Да? Да. Зашто информација прв да пласираше добра работа. Сутир пред рекламите. Сега со Британија партнерство, може ќе ни дадат у House of Lords 2-3 лордови да предложи. Абе тука те чекав, ама некако многу со граѓанска војна заглавивме. Абе твоите доаѓаат бе у Македонија и на Балканот бе. Кај ќе бегаме ние бе, што правиме? Сега да не сакаш у домот на лордовето да те пратиме. Лондон, долази бре. Ало, најкреативниот град во светот, заедно со Петерсбург, Ханој, Ханој, Хонг-Конг, лапсус, извините на лапсусот, и Шангај. А иако го земиш Сингапур као град држава, тоа е, човече, најкреативниот град во свет. Останете со нас, ќе пробаме да дознаеме кој е предлогот за гувернер, а во исто време ќе пробаме да дознаеме дали има правна можност Сотир Костов да влезе во домот на лордовето. Почитувани слушатели, ексклузивна информација за тоа кој ќе биде гувернер. Ша почакаме. Уште нема одлука.
Ще почакаме. Значи, во текот на денот би требало да има одлука. Нашите извори од собранието и од председателскиот кабинет брифираат дека потекот е конвертиран. Да, искуцено да видиме кој ќе биде. Ќе се обидеме до крајот на емисијата. Некој можда и ќе ни прати. Едно пиленце треба да ни... Поише се надевам од собрание, затоа што овие од председателски кабинет они не смееле пред председателката да излезат. Уште имат јазик, немат. Ке било тоа издавање, пази, толку години другарство со мене и не сакаат да ми кажат кој го избрале. Демек не знаеле, демек вака, демек така, демек не можело они да отидат пред председателката. Ова намерно му правиш. И види, дури сакаш ти кажам. Слушай, дури на мојот човек ја мога да го правам, ќе ми испаде од дома да ти кажам. Еве ја ќе го направам. Толку се крие, дури жена на мас не кажува. Значи, оддадеме. Толку се крие таа информација кој ќе биде гувернер, што жена на маш не кажува. Ајде да ве насмеам. Ја вак да кажам нешто за Билто. Готов сум, дома ме падат. Што? Па еве, го црташ другарти. Го црташ. И двајцата попивме корпа. После здравје, тоа е тоа. И сотка, не може да разбереме. Борба за информации. Ама добро. Ќе отидат пак у опозиција. Не, јас се зезам. Ќе дојдат кај нас они пак. Да, пак ќе дојдат тука, ќе речеме тогаш не давахте ви информации. Знаеш, во секој случај остануваме да следиме, може до крајот на емисијата па изворот од собрание уште не се откажуваме од него. Ја ќе бидам сега сериозен. Златев, тоа е знак дека тоа е сериозен кабинет и дека се држат до стандардите и нормите, без разлика кој кому му е пријател, кој кого му е брачен сопруг. Не може вика, они не можеле пред председателката да излетат и немале дури ни информација. А кој ќе бидел, па не се знае, па вака така. Ајде да се кладиме. Ама не, тука ќе напишеме, а не да одам пред да. Ево, ја ќе ставам име, ти ќе ставиш име и да видиме. Не бе јавно дека слушнат луѓето. Не, ја не сакам. Сега ќе ти кажам зашто. Ти си млад, имаш право на грешка. Моето искуство не ми дозволува. И јас од кандидатите тројца со двојца се солидно познавам. Солидно. На влада кој сум одел сум соработувал со Ставрески во приватниот живот со Славевски. Солидно се познаваме и не би си дозволил да давам ваков истрчан коментар као дефинитивна одлука, тоа е final countdown. Ти си млад, тебе ти дозволуват и годините и професионалноста што се бавиш. Јас сум сепак во слободно време на новинар и не би требало. Тука ќе ме сватиш. Подеднакво мислам дека... Ја еве да ти кажам, ја би бил разочаран ако не е Трајко Славевски, а типувам на Зоран Ставревски. Значи, типично лондонски, типично United Kingdom. Значи, не губиш. Ја би бил разочаран ако не е Трајко Славевски, а типувам на Зоран Ставревски. Ако треба да се кладам, ќе се кладам на него. Сега, што ќе биде, како ќе биде, дали ќе биде вака или ако испадне женска одлука, ја мислам ќе се сереш. А како? Женска одлука ако испадне. Бежанска. Тоа само ти Хајредини ја подржувате. Ти зборувам хипотетички. Значи, само ти Хајредини ја подржувате. Почитувани слушатели, мојот финален став околу тоа кој ќе биде гувернер е дека јас ќе бидам разочаран ако не е Трајко Славевски, а типувам на Зоран Ставревски. Сотир одбива да даде прогноза, одбива да биде Нострадамус, сега тоа е. Ќе го напишам името. Немаш ливче? Не, си имам тетрадка ја. Ќе ти дадат ливче. Малишејецо види. Да, одма ти дадоа и ливче. Да. Сотир, нема да го, ќе ми го дадеш да го видам, ама нема да го прочитам. После ќе ти го дадам, не ти верувам. Не. Значи, нема да го прочитам, значи афер сме, ние соработуваме толку време, не сум будала да те откријам. Браво, до сега не си ме издал. Нема да ти издадам, ни сега нема да кажам, значи
нема да кажам кој е, Сотир го пишува во овој момент, почитувани слушатели, него ја пишува својата прогноза околу тоа кој ќе биде ја не сум добар прогнозер, ево да ти кажам, не сум добар прогнозер. Имаш едни подкастери кои ги типува резултатите на прошлите избори. Не, за избори погодија. За други работи не погодува. Дај да видам. Дај да видам. Пази ако ми знаеш. Нема да ти издадам, не. Па добро, ќе ви го опишам изборот на Сотир, добар економист. Како ви ги го дадам, ќе те отепам. Да. Станува збор за добар економист. Па и двајцата се добри. Да, и двајцата се добри. Значи, тука се напишани двајцата, ама не може да видите кој е СЛ. Добро. Ја гледам. Толку не туку малта. Јас гледам, почитувани слушатели. Значи, еве има Оливера Давчева вели ни едниот ни другиот. Добро. Легитимно мислење, демократија. Перо Ангелов вели... Види, може да не нападнат нас за некој си, да не кажам шо хомо, момо, и Бежовска не смееме така да елиминираме ја и ти. Значи, ние си ги дадовме типовите и тоа е тоа. Значи, еве сега викаат да бил непартиска личност, некој коментари имам, па добро. Што има врска тоа? Значи, добро, оваа функција знаеш каква е? Исто како председател на собрание кој го изборат, му престанува функцијата во партија и се оддава на политиката, тоест на законодавната функција и контролната функција, а овде па гувернер на Народна банка само на финанси, на банкарски систем и така натаму. Како и да е, во една мала држава како Македонија, колку имаме непартиски личности, а врвни економисти или финансиски работници признаети меѓународно и домашно, ја мислам на прсти се броја Златев. Златев има Стокхолмски синдром. Ајде, за кого? Ова треба да го објасни. Ако тој што ти кажува, знаеш што е Стокхолмски синдром. Во суштина. Да, вели за тоа дека сум ги поддржувал, дека сум велел дека сме на погрешната страна на историјата сме. Не. Ја не се согласив со тебе, ама далеко си од Стокхолмски синдром. Сега кој да го рекол тоа сака да те навреди да ни ја скрене емисијата. Значи така ни е скрената емисијата. Значи нема потреба да го прави тоа. Не. Ти само си даваш едно свое ведување кое ја го почитувам, а мојата маленкост рече дека ја имам спротивно мислење и тоа ќе го дискутираме друг пат. Скоро е 8 часот. Никој во Македонија не објавил кој ќе биде 8 часот. Никој во Македонија не објавил кој ќе биде гувернер на Народна банка, но јас го кажав мојата прогноза. Формулата добитна. Која гласи ќе бидам разочаран ако не е Трајко Славевски, а типувам на Зоран Ставевски. Ја би сакал да имаме избори за гувернер, да ни ја презентираат програмата и да водам дебата, па кој ќе има поле програма. Види сега, Никола, вака ја... Не, таму нема таква програма. Најискрено да ти кажам, гувернер на НБРМ е своевидна церемонијална функција. Не, грешиш. Не те молам. Нема поднесување на програма. Се бира врзана докажаната експертиза во минатото и се става човек кој со личноста, со експертизата, со карактерот гарантира економска, финансиска, фискална стабилност на системот и на сеопшт економски, обштествен, политички и на банкарскиот систем. Ова не е функција на која ќе дадеш, од која ќе те изберат, ти правиш програма за 7 години, како во тие 3-4 области на надлежност на Народна банка ќе одржи стабилност на системот. Така да кој да ти го напишел ова не е во право. Па барем тоа го знам. Ајде да не зборам и за Гогов, и за Гошев, и за сите други кои беа гувернери и да бидеме искрен, помалку или повеќе успешни гувернери. Ако приметите вчера или завчера председателката кажа, тоа е една од ретките функции каде што имаме искуство на добри кандидати и на добри обавувачи на функцијата на гувернер на Народна банка. Историјата тоа го покажува и докажува. Да ви кажам кој остана на
тај МК. Значи... А и имате опозиција. You have opposite. Ајде. 24 вести, сакам да кажам, Пари, Ирала, Призма, Пресинг ТВ, Скопје 1, Пари уште еднаш, ТВ27, Прес 24, Радио МОВ, Независен, Мета, Порта, Скопје Инфо, МТМ, Радио Слободна Европа, Нова ТВ, Макфакс, Цивил, Фронтлайн, Вести Плюс, Плюс Инфо не е останат, тие се откажаа Сабарено уште се тука, валјда у моментов ги бришат, Дојче Веле, Бриф, Пулс 24, Вечер Прес, Во Центар и ТРТ Балкан, Антропол на левица, Окно, Емитер. Во секој случај најдобрите портали си заминаа од тај МК ова утро. Очекуваме преговори, очекуваме да не платат или очекуваме дел од сопствеништвото на агрегатите, а напуштија агрегатите, не само тај МК, сите други агрегати ги напуштија ова утро. Ајденон, Вистина, Денар, Денешен, Експрес, Еспресо, 24 Инфо, Курир, Либертас, Лидер, Локално, МКД, ММС, Независен, Нетпрес, Нова Македонија, 4 News, Плюс Инфо, Република, Рацин, Слободен печат, 360 степени, Телеграфи, Точка, Трн, Фактор, Фокус и Црно-бело. За агрегатите. Ова е удар за агрегатите. Секи ти кажеме на приватна работа. Агрегатите ги чита мојата сопруга, јас ги читам порталите, ама знаеш како? Од 5 центри од Македонија ми праќаат, пошто ја не сум дете на социјалните мрежи, ми праќаат линкови и ја најинтересните ве читам така. А малку поголемо искуство сопругата има и она агрегатите се ги врти, значи сега ќе биде на удар нејзините извори. Не, јас сега правиме, а моите ќе добијат на квалитет. Доколку агрегатите не ни го дадат тоа што го очекуваме, ние ќе почнеме кампања. Не, да се организирате. Не читајте агрегати. Немојте. Не, злате. Авторски права. Зошто да не се организирате, да не си направите некој ваш агрегат со давање влог за оснивачки и тогаш не да си имате непрофитен ќе го направиме, за да не може се караме. Така. Да не се караме, ќе си го направиме непрофитен и готово, шо. И зајакнете конкуренцијата. Зајакнете конкуренцијата. Сотир Костов гостин во Радио Лидер ово утро. Од кај бе гостин бе? Домакин, Домакин во Радио Лидер ово утро. Гостин, ајде и гостин. Не би извини гостин така по навика. Значи, Сотир, сега што правиме ово со Англија? Идеш ли House of Lords? Yes. Ни рекоа, сега викам многу добро ќе се работи. Ми треба 5 лорда да дадеме. Ви злате. И ја те предложив тебе. Благодарам. Евтим Клетников. Благодарам. И за него бидејќи сме македонски. Па цел македонски мани ви предложени. Па дај Варске ве пратим од домот на лордовите. Добро, јас знам ти ова малку се шегуваш. Едно ќе ти кажам, злате. Може би не е закажување, ама нели критиките треба да се кажат и кои не се добри. Напишав нешто во неделата, Курир ми објави, го ставив тоа кај мене на Facebook, каде малку мирувам, ама сега ќе зајакнам активност, и еден човек ме нарече: Сотире, ти си предавник, гаси светло. Бидејќи јас, ќе бидам краток, бидејќи јас воведов успешно нова Facebook култура, за 2 недели 5.000 мои пријатели ми се приклучија, едно 400-500 се на чекање, ама тоа е лимитот. Ја реков дека нема лошо да одговарам и само му одговорив, демек, дај Боже да се отприлика сега. Дај Боже да се сите предавници на Македонија како мене, ама едно како да кажам, да сепарираме. Едно е економија и финансии, економска социјална стабилност, а друго е политика и историја. Ако гледаме политиката и историја, од никого не треба да примаме ниту заеми, ниту помош, ниту експертиза, бидејќи сите историски се огрешиле кон нас. А ако гледаме збеднување во светот, жаришта колку сакаш, ако сакаме да не бидеме жариште, секоја подадена рака за економска помош, а економска помош, преска реков, е знаење, експертиза, практики, добри, техничка подршка, грантови и така натаму, сето ова не го нуди нас Велика Британија со ово стратешко партнерство. Јас сум, ме опоменува техникава, јас сум да се прифати ова оберачке. Тоа не е предавство,
тоа не е гаси светло и му реков за гасење светло е Чомовски задолжен, јас не гасам никој пат светло, бидејќи јас секој пат во животот имам и кога ми било најтешко и кога сум бил на дното и под дното во приватниот живот, јас сум имал позитивен став, јас сум бил оптимист, јас сум имал надеж, таа всушност последно умира и Македонија се наоѓа на една ваква раскрсница, Златев, сега. Овој заем во најголема мера и во една помала мера донација и грант во поглед на искуство и експертиза и помош, обе ручки треба да го прифатиме. Знам дека некои симпатии ќе изгубам од она радикалното десно крило на општествената сцена во Македонија, бидејќи ќе рече, знаеш и што ни... Речеме од твоите најголеми поддржувачи. Па еве речи, ако сакаш, ама не се најголеми. Јас имам друга публика. Ти, знаеш што, сакаш да ти открием која е мојата најголема публика? Правивме истражување, Никовски своје, јас своје. Не нормално тоа, пред изборите го правивме. Ја, мојата најголема публика, 75% се припаднички на женскиот пол од 50-55 години до 80, најголем дел, потоа машки од 60 години до 85 години и криво ми е, младите учествуваат само со 30%, од 18 години па надале она што значи младост. Ја би сакал ова последната компонента малку да зголемам, припремам 2 проекти сега. Ја можам да ти кажам, кажам, ги рекламирам преку лидер. Ти имаш многу поголема од мене публика. Ја правев истражување, моја публика, единствена верна публика, мене ми се бивши хипици, сега што се запослени од државни предпријатија. Добро, сега малку си саркастичен и шеговит, ама едно да знаеш, ја и ти сме неспоредливи. Ти си човек кој храбро влегува во конфликти. Ти си Сотир пред 20 години, 25 години. Јас веќе сум во трето доба животно. Јас имам друга мисија, ти имаш друга мисија. Ако јас сум ти пред 20 години, тоа значи дека негде за 10 години треба да идам во авиација. Немој да одиш во авиација. И добро, палатиче, шетај си го светот, нови линии отварање. Па отваравме. Она и тако дале. Сотир има подпишано со 5 држави договор за заеднички соработки и прелети со велесили, најсум горд со Франција што подпиша во Кей д'Орсеј, во не знам салата на кој Луи и ручици и све, и со име Република Македонија. Еве јавен а не предлог Фајром. Ова утро Јон Фрчковски како експерт за нови линии треба да биде вработен во македонска навигација или во авиација. Значи, човекот е експерт за нови линии. А јас сериозно зборувам, ти сега играш мајтап со мене. Значи, најдовме позиција на ние ке нови линии мора да ги искористиме некако. Ке се убијам. Како држава, па да имаме корист од сето тоа. Златев, мораш 3 минути да ми даеш да бидеме сериозни. 4 ти да. Знаеш ли што гледам јас во овие 6 милиарди? Во еден мал дел. Да ги развиеме креативните индустрии. Да развиеме креативноста лична на секој од нас. Инвентивноста, иновативноста. Само така ќе станеме креативен свет со закаснение, ама сосема на време. Затоа Лондон е добра матрица, добра парадигма, а бидејќи ти тамо одиш често, свести се, на време престрои се, да бидеш еден од најдобрите практичари на реализација на помошта од Обединетото кралство. Не е само Лондон, другиот град нема да им се бенди се на некои кои се тешки западњаци, а тоа е Санкт Петерсбург, еден прогласен за најкултурен град во светот и еден од најкреативните градови, ама не се зафрлање кинеските градови, значи, кои се едни од сега во моментот најкреативни, најиновативни, а нам ни треба Скопје да стане таков, нам ни треба Охрид, Битола, Прилеп, Велес, Куманово и така натаму да не ги... Да. Ја имам направено една градација на градови, ќе ти го кажам тоа, ама да завршам. И ни треба инволвираност, ни треба инклузивност на секој граѓанин во овој проект од 6 милиарди, за да не речат, морат граѓаните да сватат дека ова е нивна последна
шанса. Да не речат некој ни ги украде парите. Они ќе учествуваат со своји проекти, они ќе бидат личната креативност, а знаеш што е креативност? Да измислиш идеја, да ја реализираш, при тоа да е нова, оригинална и ете тија креативноста. Зошто ме за Валандово да стане Фолкфест Валандово да стане Евровизија, веќе го замислив Миле Кузмановски како фламинго. Добро. Ај вака да ти кажам кога ме прозиваш со такви работи. Значи, ни треба креативност. Золк измислив за овие 6 милиарди ја една кратеница. Како се вика, акроним ли, не знам шо е. Значи, ни треба идеја Золк. Значајна, оригинална, лична, корисна. Се сеќаваш ли ти од времето на Груевски, кога владата по цели деништа беше отворена и проекти граѓаните поднесуваа? Сотир Костов во моментот да регистрира таква невладина организација, тоа ќе го реуктилизирам и после владата нека си преземе, пошто ја веќе стар. Ќе те запознам со оној пловен вардар што сакаше да направи. Ако да ме запознаеш. Ама знаеш колку пловни таму убави проекти имаше да ти кажам. Го знам човекот феноменален. Да ме запознаеш. Има кафана горе, работи во наводно. Значи ќе те однесам кај него сериозно, тоа е добро. Да се докажам. Овој проект мора на пиедестал да ги стави добрите граѓани, креативните граѓани и еве што треба тие да направат. Направив една така поделба на регионите и градовите и кога ја би одлучувал за нешто, као брендолог, а ја тоа и ки си го направам од твој аспект, на прво место ги ставам Крушево, Кратово, Берово, Вевчани и Галичник. Техника, каде ве да се радуваш ти за Берово? Од овие 5 места... Од Пехчево тој. Па исто е. Предградија. Тоа е центар на Берово, бе, Пехчево. Ти знаеш кој е Пехчево, бе? Не, Берово е центар на Пехчево. Нема исто кога да ни го чачкаш. Ја дома треба да си отидам за тоа. Чекај, слушај го во сега. Овие 5 града може да станат најкреативните градови во Република Македонија, ако се освестиме дека не треба да допринасиме. Ало, Берово има 7 магариња само, кој ќе стане креативен таму. Швајцарија на Балканот е Берово во Македонија. Не е точно, една фурна повеќе од теб сум изел. Слушај сега, фурната ја држи таму Тому Аврамски. Тоа е во Скопје, бе. Абе Тому у кафана ќе бапчиња јадеме. У Берово. Сакаш ли да ти ја донесам Тому? Сакаш ли да ја донесам на емисијата? Тому Аврамски. Да, или не сакаш? Знаеш од кога ми е пријател? Јас сакам да направам заедничко шоу со Јордан, овој што ми беше гостин, ама го блокирав на телефон, многу касно ми звонеше после еднаш. Немам коментар. Со Јордан Ристовски и со Тому Аврамски и да збориме тука кој го уби Аркан, Елвис Присли дали е исчезнат, дали колку пари земал Макс Мозли од како се вика од Македонија табак. Ај се да докажам, и слушај го. Втората група градови, кои се можеби и најбитните, кои треба да бидат креативни во Македонија и на Балканот и Југоисточна Европа, се Велес, Битола, Прилеп и Кавадарци. Ги имат сите предиспозиции да се генератор Скопје го тргам. Силиконска долина. И да знаеш, ево, македонската Силиконска долина на друг начин, нека биде таа метафора, а најдобрите туристички бренд дестинации ги остави за Охрид, Струга, Дојран, Преспа и Струмица. Јас би ја работил Струмица, не откриен талент е Струмица, со сите водопади, со сите хациенди и со сите знаменитости историски што ги има. И менјаме Струмица за Благоевград. Златев, јас си одам, ти се зафркаваш со мене. Јас си одам, Златев. Ти моја Струмица ја даваш на българите, бе. Струмица им ја даваме, има многу негативен импакт политички за Македонија. Ја даваме Струмица на Бугарија да ни го дадат Благоевград со се Банско тој дел таму. Види. И што? Па таму имаш можеме што да збореме. Имаш кој у Македонија има еко автобуси? Сега нека не се лутат пријателите наши од ВМРО. Кој прв донесе еко автобуси у Македонија? Костадин Костадинов. Кој го подсуредуе градот како што треба? Си бил скоро у Струмица или не си бил? Ја одев. Одев и на културна наставна изложба, обука правев таму на една политичка партија, да знаеш дека Струмица од касаба не изградена е. Тој е многу чуден дечко, од една страна не, многу ми криваше, многу слаб. Не знам што е работа, која му изхранта. Од една страна е социјалдемократ, од друга страна е радикален христијанин. Струмица, ти Струмичко знаеш ли? Ти знаеш ли колку таму има религија, он е обратно од мене.
Како? Он е обратно од мене, зошто? Он е левичар верски фанатик, а јас сум десничар либерал. И некако обратно ми делува. Не знам, не ми се... Добро, ама да заокружиме за Македонија. Преку Лондон ни треба знаење, култура, услуги. Да знаеш дека тоа е умење да станеш личен творец. Да си човек кој ќе учествува во развојот, да си замаецот на растот и прогресот на Македонија. Само така ги гледам 6 милиарди, само така гласам за нив и тврдам дека овој пат граѓаните ќе имат голем удел во нив. Значи те молам, дај формулата СММ, знаеш ли шо е? Ти си бил некад член на Демократска алтернатива? Демократска? Алтернатива на ДА. Не, а Демократска алтернатива е друга партија. Демократска партија. А ова Демократска... да бе алтернатива. Ја отидов на ова. На Цилето Пурко си бил? Како не? Извини, јас ја од принцип ти кажам. Секој што на 100 метра поминал покрај таа партија не смее да одлучува како милиарда ќе се троши. Значи... Абе не се потроши милиардата. Значи не... Секој што поминал покрај Демократска алтернатива за милиарда вака. Може да ти ја кажам вистината? Вака. Првите пари грантови дојдоа, се поделија на 13 земјоделски задруги и комбинати, преку 2 банки и почна председателската кампања. Кога нашите партнери ВМРО, ДПМН видоа дека дневно на Циле рейтингот му се дигаше 0,5%, банките ги прекинаа средствата за финансирање и се стопираа. Кои земаа до тогаш кредити, фирми, овие грантови, тачно е, не вратија, ама милиардата се стопираше непочната, само грантовите се поделија и еден мал дел на кредити. Ги гонија, ги судија, ги онадува, милиардата си се врати во Тајван. Златев, најреално ти го кажувам, ова се потрошија грантовите, бидејќи кампањата ја водев јас, ја почнаме од Кочани на шумско стопанство, му дадоме кредит, на 3 задруги им дадоме кредит. Потекло на имот, ја те испитам. Немам ни бизнис. У тој период некој стан, куќа, нешто купи, направи. Не бе злато. Леле сотче бе, сите се напунија парите. Па не сум ја бизнис крило. За болекар еден од Кавадарци у ДА беше милионер, стана да не го кажем. Не со такви куршуми. Не со такви куршуми. Значи, дај да финишираме. Да ја издигнаме формулата SMM, Self-Made Man. Направи сам, биди иновативен, биди креативен, а не да спиеме и да чекаме само владата, собранието и председателката да не ги врши работите. Таква шанса гледам јас во овој кредит и грант и мислам треба се свестиме и да искористиме. Од другата среда ќе ти барам 3 до 5 минути во секоја емисија да го популаризирам креативноста, да ја популаризирам, иновативноста. Това се дел од моите 4 книги и толковникот за бренд концепти. Ајде да станеме концептуалисти. Ајде секој да бидеме бренд концепт, као што лидер е бренд концепт на медиумската сфера, од нула се качи на Монблан или на Монтеверес. Енде. Се качи на ова, као се... Нека, ајде, те збунив сега. Ајде, нека кај се качи. Шо кај се качи? Почитувани слушатели, тука негде ја завршуваме емисијата. На самиот крај ќе ви откриам дека мојот тип за тоа кој ќе биде гувернер ќе бидам разочаран ако не е Трајко Славевски, а типувам на Зоран Ставревски. На Сотир типот е сличен на мојот, со тоа што он кажува дека и нема да му биде криво и ако стане еден од нив и за тој навива, сега нема да ви кажеме кој е тој. Не навивам за никога. Значи,
Не, имаш тука едното само е плюс, проценувам. тоа е дека навиваш за него, Само проценувам. а другото е ел дека типуваш на него. Проценувам како ќе биде одлуката на председателката, која многу ја почитувам и се надевам дека веќе ја донела, чувме јајци дека одлуката веќе е стигната во собрание, нејзината мислам, а еве не ни кажа, најблиските не ни кажа, не изигра денес, јајци сме денеска. Да, на самиот крај што еднаш да изразиме разочараност од нашите брифинзи, кои не ни кажа да типуваме за Зоран Ставровски, да бидеме разочарани ако не е Трајко Славевски. Тоа е висок професионализам и сериозност. Не ни кажа, ниту од собрание се уште немаме информација, таму имаме вежано јаки врски, многу повлечено, се очекуваме да дознаеме кој ќе биде гувернер на Народната банка. И тоа не е некоја важна функција. Иначе, важна. Ја и ти тука се разликуваме, многу важна функција е, ама некоја емисија која ќе посветиме на тоа. Особено затоа што нашиот денар е врзан со еврото, генерално кај нас Ами сега со фунтата бе. Чекај бе, Злате. Лондон не го думаваме бе. Ами сега со фунтата се врзуваме. Ја гласам за фунтата. Нема да се врзуваме со фунтата. Ако ја гласам за фунтата бе. Не можеш ти цела економија не е нова, ти гласаш за фунтата. Следниот пат да ми даеш една фунта. Кај нас во секој случај. Сакаш ти кажам нешто. Прва странска пара што у живот имам добиено на 9 години е од тетка ми Милка, која веќе 50 кусор години е во Франција, ама као студент оде у Лондон, таму се наоѓа со тетин ми французин, и кога се врати прв пат 60 некоја година во Кавадарци, мене и на вујко ми ни даде по 2 или 5 фунти, не се сеќавам, железни. И замисли, ја детиште глуперда, отидов огледалце од пазара да се купам со Партизан. Оние сликите позади на тие огледалцата што беа. Колку скапо што се вели го платив едно огледалце, ама толку разбирав. Прв додир со странска валута сум имал со фунта, да ти кажам. Цела Англија виши со карта. Тоа е неке 64-та, 65-та година. Така да, видиш, после толку години нас ке не оправат фунти. God save our precious king. Ја знам на памет. Ајде малку со ведрина, со песна. Не. Ја знам на памет химната на Велика Британија. Сега пак треба да одам наскоро таму. Абе ти ќе ја пееш таа, ја Македонија и ќе звучи симпатично, да ти кажам, и нека ме напаѓаат колку сакат, ја гледам шанса за прогрес и развој на Македонија преку овие пари, и не се само овие пари, 500 милиони од САД, зашто не ги зборевме денес, што не помага, колку не помага. Кралот британски секоја година по една си порачува, си плаќа човекот по една гајба тага за југ. Еве ја да ти кажам ексклузивно нешто. Ајде ургирај ми од Попова кула, јас да дадам еден пакет. Не, он си сака човекот тага за југ, која бил у Македонија, му се бендисал. Странушина, најдобро вино, најдобро. Ја не сум винар. Ја пијам пиво селјачко, јас си се понашам. Пивар сум јас. Мене ме чешаат очи од пиво, валјда на тоа да ти кажам, Странушина е најдобро старо вино од Македонија. Попова кул, сега да ни сване реклама, го прави, да му го даеш ти на кралот англиски, и да видиш, да му го дадам. Ако го одиш у Лондон без Златев. Се шо да му речеме, ти да не таму, че му уапсат, че ја кога одев у Лондон, знаеш ли дека сите знаменитости ги шетав, па и Бакингамска палата, не може да влезам натре, ама ја гледав од близу, бе. Јас има тури се ја пуштаат. Од близу, која не е таму. Ама најубаво се осеќав оние клубовите, оние пабовите, дека рок музика од 60-тите, 70-те години, таму ми е најубаво. Штета сега не можам да одам, ама сега на лото кој ќе добијам, прва дестинација е Лондон. Или не дај Боже. Уште една позитивна вест, пензионерите сега може да работите ако сакате. Да се запослувате? Па ја работам. Не да запослувам. Може и запослување. Знам, ама ја плюс пензија и плюс запослување. Не, тоа малку потешко. А кој ќе ја чува внуците? Внуците кој ќе ја чува? И тоа е форма на запослување. Не. Да. Без пари. Нема пари. Да. Не, треба да се даде. Ја мислам дека треба да донесеме закон. Внуци кои се оставаат, дека треба да се даде парика у приватна градинка. Од кога идов пензија, знаеш ли кои функции ги добив? Ајде. Платеник, пратеник, извршител, таксис. Плаќам јас ради пензијата, ме праќаат по пазари,
извршувам работи што другите ќе ги забрлјат, јас пак ги плаќам, и таксист секој ден возам до факултета или до работа, или синче или сопруга. Кога прв пат побарав да ми платат, ми рекоа: не, вика, ти без пари ќе не возиш наш. Затоа ја дојдов во Лидер, како така по некој хонорарче даваш, како на надворешен соработник, и го цениш трудот на Сотир Костов како на душата ми воздухопловец или не знам што. Слушатели, како вие сте имале 5000 евра плата, 3000 евра хонорар, за вас е некакво хонорарче. Останете со 98 запирка 1 FM, се гледаме утре заедно со Драган Милосавлевич. Ќе ги анализираме најновите детали од британскиот договор кој ќе се подпише токму утре. Ви најавувам и анализа и едно јавување од Лондон, ќе биде навистина интересно.